Добро здравство, образование, високи плати, стабилни цени, пристојни услови за сите. Се само дел од ветувањата кои денеска ги даде председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски по повод промовирањето на кандидатите за градоначалници и советници во Штип. Од настанот кој се одржа во Домот на културата, тој јасно потенцираше правда и ред или нема да ја биде државата. Рече дека тие како политичка партија имаат одговорност да воведат мерки и чекори од корист за граѓаните. Денес ги промовираме нашите градоначалници, луѓе кои во изминатите години покажаа што значи да се биде од помош на народот, луѓе што работат со честност, отворени врати, со близина до граѓаните, луѓе што веруваат во еден едноставен принцип. Политиката не е привилегија, туку одговорност. Да покрај нашите поранешни и идни градоначалници, тука се и кандидатите за градоначалници. Нема напредок без честност, нема правда без одговорност. Корупцијата е данок врз сиромашните и мора да ја искорениме. Ке биде или правда и ред, или нема да ја биде државата. Или корумпираните политичари, мафијаши, или Македонија. Ние ќе бидеме во првите редови на страната на Македонија и незините граѓани. И тоа ќе го видите. И додека борбата е за честна и успешна Македонија, противниците се борат за друго, потенцираше Мицкоски. Рече дека противниците се обидуваат повторно да прават трикови и празни декларации за да го измамат народот. И додека ние се бориме за честна и успешна Македонија, гледаме за што се борат нашите противници. Гледаме дека нашите противници повторно се обидуваат со трикови и празни декларации да го измамат народот, да јавуваат некакви црвени линии за Бугарија, но во суштина знаеме што вредат и колку траат нивните декларации. Но на што уште не можам да разбераме на кого му праќаат сигнал, на кого се заложници, до кога ќе трае нивниот аранжман. Народот не е наивен, народот добро ги памети. Ги паметиме сите нивни изјави од минатото, нивните предавства, нивните лаги. И токму затоа, овој пат ќе има голема казна, уште поголема казна на овие избори споредено со претходните. Нивните црвени линии, вакви или такви, препознатливи или непрепознатливи. Нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина, на кои им се дозволи да го реализираат нивниот план. Запрашајте се зошто пред избори оваа тема ја наметнуваат. Повторувам и не знам, и се чудам на што се надеваат. Инаку председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски дополнително потенцираше дека очекува победа на локалните избори. Тој силно најави дека сите одговорно ќе работат за граѓаните и за подобрување на општините.